Добар ден. Само за неколку дена започнува 88-миот салон на автомобили во Женева. Нему во пресред ќе ви представиме неколку новитети кои се веќе звезди на се уште незапочнатиот саем. Интересно е што сите тие се возила со поголеми димензии од премиум сегментот или што се трудат да станат тоа. Тоа и не треба да не зачудува, бидејќи бројот на продадени нови возила во светот расте. Одблиску ќе ве запознаеме со новиот Citroen C4 Cactus, кога го возевме во родната му Франција, а како посластица за крај на емисијата го подготвивме тестот на BMW X3. На самиот почеток ве запознаваме со новата генерација на теренецот, кој од неговото представување пред околу 40 години има имидж на најефтино и најдобро возило за вложените пари. Камаради, ето Лада Нива. После долги периоди одложување, наследникот на легендарната Лада Нива конечно треба да се појави годинава. Во незината 4-децениска историја вакви информации се слушаа повеќе, но сега се созреани сите услови за тоа. Поучен од искуството од поранешните неуспешни обиди да ја замени со посовремен модел, рускиот производител официјално молчи. Вестите дека се развива нешто ново сепак не можеа да се сокријат. Според нив, идниот теренец ќе ја има платформата на Duster, но со мотор од АвтоВАЗ. Како причини за ваквиот избор се споменуваа докажаната издржливост и задржувањето на цената на прифатливо ниво. Конструкторите на Лада интензивно работат на подобро ослонување и нови системи за сопирање и управување. Изолацијата на кабината треба да биде далеку подобра, како и опременоста. Лада 4x4, како што официјално се вика овој модел, е произведен во повеќе од 2,5 милиони примероци, практично непроменет од неговото појавување во 1977 година. Креиран е од Петер Михајловиќ Прусов, чија визија за издржлив теренец со тогаш модерен изглед ги надрасна границите на поранешниот источен блок. Спротивно на она што ние мислиме, името Нива е добиено од првите букви на имињата на неговите и децата на главниот конструктор на ВАЗ во тоа време. Развојот траеше цели 6 години, а можеше да совлада на горници од 85%. Поминуваше низ вода длабока 60 см, но и снежни наноси од 1 метар. За прв пат на запад беше покажана на салонот на автомобилите во Париз во 1978 година. Со својот уникатен и рустикален шарм има освојувано купувачи на сите континенти, меѓу другите и во Бразил, Канада и Австралија. Покрај во Русија и околните држави, произлезени од Советскиот сојуз, се има продавано уште во Јордан, Египет, Романија, Грција, неколку земји од Јужна Америка и секако Југославија. Во моментов се нуди во верзии со 3,5 врати со 1,7 литарски Евро 4 мотор со 83 конски сили. На рускиот пазар се продава по цени кои се движат од 6600 до 8500 евра. АБС сопирачките, сервоуправувачот и електрични предни стакла се стандардна опрема. Кај поскапите верзии и загреваните предни седишта, клима уредот и електричните ретровизори. Се проценува дека во Македонија се возат околу 8000 примероци од оваа руска теренска легенда. Доживејте го хоризонтот како појдовна точка. Искористете ја секоја пречка за поголем залет. И продолжете, каде што другите застануваа. Нова SUV гама на Peugeot, далеку пред сите.
автоматска клима, алуфелни, темпомат. Попуст, топ понуда. Открите го Ford Focus сега со попуст од 4000 евра и со многу опрема. Топ понуда. Ford Go Further. А тука е Ford Kuga дизел за само 19.990 евра. Кога целта е многу повеќе од едноставно пристигнување до посакуваната дестинација, тогаш возењето автомобил се претвора во секојдневна авантура. Дозволете Toyota Corolla да го раздвижи вашето секојдневие. Модерен дизајн, безпрекорна технологија, врвна безбедност со 7 воздушни перничиња, како и задна камера за помош при паркирање. Таа е вашиот вистински партнер во возењето. Искористете акцијската цена од 16.990 евра за дизел мотор и многу опрема, како и одличната лизинг понуда од 4,5% каматна стапка и 50% попуст на каско осигурување. Toyota Corolla. Секој ден е ново задоволство. Едноставно до нов автомобил. Со Шпарка се лизинг. Човек во темнина го обликува светот пред себе. Студ претворен во топлина, горчина во сладко. Создавање нешто од ништо. Едноставна убавина претворена во нескротлив ѕвер. И токму во оваа спротивност лежи безпрекорниот вкус. Mercedes-Benz, the best or nothing. Кога не си веќе дете, или кога твоето дете ќе тргне по својот пат. Тоа е времето кога можеш да живееш како што сакаш. Тоа е времето кога можеш да ја слушаш твојата музика гласно. Или да експериментираш со себе. Без да се плашиш, да се изволкаш. Време е да живееш по своите правила. Новото Kia Rio. Твое време, твои правила. Volvo има историска заслуга за популарноста на караван возилата. Своевремено, дури 80% од моделот V70 беа во оваа семејна изведба. Затоа и денес, кога се појавува V60, на него се гледа како на нешто повеќе. Посебно и заради тоа што уште чекаме на лимузината со истата бројка во ознаката, која допрва ќе следи. Замислен да биде на врвот на понудата на вакви возила, новиот V60 додава дополнителен премиум сјај со намера силно да удри на представниците на германската тројка во класата. Новата филозофија со која шведскиот производител настапува ги разбива стереотипите дека караваните се здодевни автомобили наменети за оние кои во некоја причина мора да ги купат. Да тргнеме од дизајнот кој само оддалеку потсетува на давнешните коцкасти претходници. Големите промени кои се забележуваат се во согласно со современото стилско изразување на марката со задржување на традиционалните практични карактеристики. Кратко кажано, без никакви изненадувања и експериментирања. Во однос на досегашниот модел има за 12 см поголема должина која го прави уште попривлечен за купувачите. Зголемено е и меѓуоскиното растојание, како и багажникот во кој стандардно собира 529 литри. Внатрешноста скоро во целост потсетува на V90, погашувајќи го на тој начин потеклото. За да не се меша со него, на стаклата на задните врати е додадено триаголно прозорче, а задниот дел е помалку нападен. Затоа пак опременоста повеќе или помалку е идентична. Сите современи електронски системи и тука се на располагање, а седиштата се позајмени од XC60 на кој до некаде и подсетува во амбиентот. Чувството дека се наоѓате во префинет модерен автомобил е истакнато со големиот дисплеј, складно компониран на централната конзола. Што се однесува до моторизацијата, Volvo се одлучи за правилен баланс во понудата, па така V60 ќе биде на располагање со 2 дизела, 2 бензинци и 2 хибриди.
Дизелите се со 150 и 190 коњи, бензинците со 250 и 310, а хибридите со 340 и 390 коњски сили. Колку и да се разликуваат во овие бројки, заедничка им е работната зафатнина од 2 литра. Погонете на предните или на сите тркала, а цената нема да биде помала од 40.000 евра. Не е најпродаван, но слободно можеме да кажеме дека Audi A6 е најзначаен модел на производителот од Инглштад. Затоа и се што е во врска со него будно се следи, посебно кога се очекува сосема нова генерација, а таа е дури 8 по ред, ако ги сметаме и оние на претходникот Audi 100. Но, како и да броиме, јасно е дека новиот модел ќе ја разбранува класата во која настапува. За A6 некој ќе каже дека плени со дизајнот кој со своите затегнати површини, остри рабови и впечатливи линии многу наликува на поголемиот A8 и спортскиот A7. Друг пак со технологиите позајмени од истото место, но најважно е што сите ќе бидат во право, бидејќи новиот A6 го надминува својот претходник во многу нешто. Ако се задржиме на изгледот, тој сега е помодерен и поуверлив. Униформираноста на целата флота е задржана и изненадувања нема, се изгледа познато. Но како во сето тоа нема ништо лошо, фокусот на вниманието се насочува во внатрешноста каде се забележува повеќе од генерацијски разлики. Новиот модел е базиран на MLB Evo платформата, чии малку поголеми димензии му подарија повеќе простор во внатрешноста, во која модерно се меша со луксузот. Така, покрај виртуелниот кокпит, амбиенталното осветлување и другите додатоци се среќаваат и инфозабавен систем со гласовни команди и 2 големи екрани чувствителни на допир. Умната електроника овозможува автоматско паркирање и автономно возење без раце и нозе. Импресивната листа опции вклучува и висококвалитетно премиум озвучување, панорамски покрив, посебен систем за климатизација и друго. Во почетната понуда ќе се најдат главно 3-литарски мотори, и тоа бензинет со 340 и дизел со 231 и 286 коњи. Ке биде на располагање со 2-литарски дизел со 204 коњски сили, додека бензинецот со истата работна зафатнина и засилен со плагин хибриден систем ке се придружи подоцна. Кватропогонот кај 6-цилиндричните мотори е стандарден, а трансмисијата автоматска со 7 или 8 степени. Некои од верзиите на новиот A6 ке имаат и адаптибилно воздушно ослонување со подеслива амортизација. Се среќава и 48-волтен mild хибрид електричен систем со литиум-ионска батерија и стартер генератор, која намалува потрошувачката за 0,7 литри на 100 км. Продажбата на новиот Audi A6 ке стартува во јуни по цени кои ќе изненадат многумина. Покрај сега покажаната седан изведба ќе биде достапна и во караван и во all-road quattro верзиите за европските купувачи, а за кинеските и со продолжено меѓуоскино растојание. Не треба да ги заборавиме ниту S и RS верзиите, за кои од Audi дискретно најавуваат пријатни новости. Новиот Peugeot 508 ќе биде меѓу главните премиери во Женева. Овој салон на автомобили важи за неутрален, но тоа не се однесува на публиката. Таа е наклонета кон се што е убаво. А мора да признаеме дека ова што ќе го видиме навистина е такво. Француските дизајнери прекрасно ги имаат имплементирано концепт линиите на ланскиот инстинкт, што ретко имаме прилика да го видиме.
Со припитомувањето на футуристичкиот стил на студијата е добиена спортско елегантна лимузина која просто плени со својот дизајн, оставајќи без зборови. Сепак, бидејќи треба да кажеме нешто, нека тоа биде впечатокот дека француската марка со новиот 508 повторно се открива себе си. Скршнувајќи од кросовер насоката на која последниве години се наоѓаше, Peugeot успеа да направи доста интересен модел. Лимузинските линии се мешаат со динамиката на дизајнот, уверувајќи во решеноста 508 да биде трн во окото и на европските премиум марки. Сериозноста на вистина да биде тоа, французите ја потврдуваат со техничките решенија, посебно во внатрешноста. Таму овој автомобил има што да покаже, посебно во поглед на опремата и стилските детали. Дизајнот е ориентиран према чистотата на линиите и апсолутната подреденост на модерната технологија. Тоа значи дека на купувачите на располагање ќе им биде сета сила на сензорите, сигурносните и други помагала, но и неколку ставки кои поддржуваат автономно возење. Механиката во добар дел се базира на она која веќе ја користат 5008 и DS7 Crossback. Што се однесува до моторите, не треба да се очекува револуција, бидејќи Peugeot никогаш не настапува така. Најсилниот бензински агрегат во понудата ќе има 225 конски сили. Друштво ќе му прави неговата послаба верзија со 180 коњи. Дизели ќе има 3 со 130, 160 и 180 конски сили. Секој од нив ќе може да се спари со напреден автоматски менувач со 8 степени. Цените во овој момент ни приближно не се познати, но не е тешко да се претпостават. Прогнози за бројките за продажбата нема, но без грижа на совеста ќе заклучиме дека ентузијазмот во Peugeot по ова прашање не недостасува. Реалноста ќе ја дознаеме во септември, кога ќе започне продажбата. Додека се чека на доаѓањето на автомобилската пролет и новитетите кои таа со себе ги носи, светот ги пребројува возилата што лани се продадоа. Според се, уште неофицијалните податоци, лани на глобално ниво купувачи најдоа рекордни 90 милиони нови автомобили и доставни возила. Како исклучително позитивен сигнал, посебно се истакнува фактот дека порастот на оваа бројка од 2,7% го надминува зголемувањето на популацијата која изнесуваше 1,2%. Во моментов во светот циркулираат повеќе од милијарда возила, меѓу кои најчесто име што се среќава е Toyota Corolla. Овој јапонски модел, кој се произведува во 16 фабрики, е апсолутен лидер низа години и досега стигна до 46 милиони продадени примероци. Иако лани забележа намалување на продажбата од 5,8%, со пласираните 1.160.000 примероци, значително му води на второ рангираниот Volkswagen Golf. Тој на светско ниво освои 833.000 купувачи, од кои 546.000 во Европа. Мало изненадување, барем за нас, е третото место на Honda Civic, која го освои со 788.000 пласирани возила. Така е на глобално ниво, а во Европа ситуацијата е малку поинаква. Зад Голф со за 32% помала продажба се најде Clio, кој пак завлакно ја задржа својата позиција пред Volkswagen Polo. Вкупно во цела Европа лани се продадоа 15,6 милиони возила, што е најмногу во последниве 10 години. Интересно поклопување е што во истиот период учество на дизел автомобили лани беше најмало. Ваквиот тренд се очекуваше исто како и порастот на продажбата на кросовер моделите, кои се почесто и повисоко се пробиваат на топ листите на сегате ни светот. Во последниве години порастот на нивната продажба е 4 до 5 пати поголем отколку порастот на пазарот. Меѓу нив Toyota повторно е лидер, овој пат со RAV4. Ниту со Honda CR-V не заостанува многу, а веднаш зад нив е Volkswagen Tiguan. Иако специфични, не треба да ги испуштиме ниту пикапите кои доминираат со американскиот пазар. Драстично расте и продажбата на електрични возила, но нивното присуство на пазарот се уште е повеќе од символично.
Во изминатите децении Citroen ја воодушевуваше автомобилската публика со дизајнот на своите возила. За жал тоа не беше доволно да се наполни касата на компанијата. Со доаѓањето на челото на групацијата PSA Карлос Таварес побера од Citroen да ги остави скулптуралниот дизајн на своите автомобили, но да направи неопходни измени кои ќе донесат пари во компанијата. Во средината на животниот век на C4 Cactus направен е темелен редизајн. Овој автомобил сега има многу потешка задача во рамките на компанијата. Како прво, Citroen C4 Cactus има за задача да го замени хеджбекот C4. Исто така, C4 Cactus треба да пружи возачко искуство и удобност кое ниту еден мејнстрим автомобил досега не успел да го пружи. На самиот почеток на возењето на C4 Cactus ве поканувам да видите се колку се направени измени под кожата и на кожата на новиот, односно темелно редизајнираниот C4 Cactus. Бидејќи му е додаден потполно нов статус, Citroen C4 Cactus претрпе сериозен и темелен редизајн. Не се работи само за затегнувањето на брчките и олеснување на средновековната криза, туку се работи за технички дотерувања типични на нов автомобил. Моделот кој е донатор на Cactus оди во предвремена пензија. Со тоа Citroen го изгуби својот представник во сегментот C, па со кросоверската каросерија ќе се спротистави на конкурентите како што се Ford Focus и Volkswagen Golf, од кои е за цела педа покус. Сепак, ова не е однапред изгубена војна. Аргументите што ги понудија конструкторите на двојниот шеврон припаѓаат на имиџот во кого оваа марка секогаш уживала. Апострофот е ставен на комфорот. Кога популарноста на Citroen беше на највисоко ниво, неговите автомобили не се истакнуваа по динамичките својства, туку беа познати по удобноста, технологијата и комфорот. Токму тие атрибути се враќаат во игра. На неполни 4,2 метри должина C4 Cactus е најкусото возило во класата, но во ниту еден случај не може да кажеме дека е најмалото. Користејќи ги предностите на моноволуменскиот пристап на креирање на просторот, дизајнот овозможи ергономска и удобна внатрешност. Голема предност во однос на постоечката конкуренција се предните седишта кои имаат големина и форма на фотели. Внимателно избраните дезени и бои придонесуваат за пријатната атмосфера во целата кабина, бидејќи истиот пристап е спроведен и на задната клупа. Пластичните површини се направени од тврда пластика која на деловите изложени на допир остава солиден впечаток. Работното место на возачот има пријатно опкружување. На централната конзола сместен е екран осетлив на допир, додека инструмент таблата е дигитална. Недостаток е неможноста да се менува графиката и отсуството на мерачот на вртежите. Токму тоа, како да го нагласува неговото искуство во возењето, кого од редовите на Citroen го нарекуваат летечки тепих. Подесувањето на амортизацијата и целото подвозје во име на удобноста и уживањето во возењето. Со оваа идеја на Citroen се увари во целост, но за жал направена е жртва во динамичките својства. Целото внимание е сконцентрирано на врвната удобност која е поддржана со мекото, скоро воздушесто потпирање кое во урбани услови на возење е перфектно. Само од време на време може да се почувствуваат вибрации од нерамна површина во кабината, звучната изолација е во согласност на остварувањата во класата, а воланот весело ги прифаќа командите на возачот. На првото тест возење беа понудени само бензински мотори со зафатнина од 1,6 литри. Комбинацијата со мануелниот 6-степен менувач нуди 130 конски сили, додека со автоматикот 20 коњи помалку. Ке има и дизели, но сегашната хајка против нив ги остави вон оваа презентација. Комбинацијата на мануелен менувач и 130 коњи делува атрактивно и моќно. Токму ваквата верзија требаше да го формира моето првично мислење за C4 Cactus по виулестите патишта на Медитеранските Алпи. Навистина во возењето го почувствував ефектот на летечкиот тепих, но во свиоците премногу се чувствуваа бочните ветришта. Имено, каросеријата премногу се навалува под дејството на инерционите сили. Тоа не се одразува на прецизноста на управувањето, но сепак провоцира чувство како да се борите со возилото и дека во секој момент ќе почне да
надуправува. Можеби и јас претерував со брзината на возењето поради предизвикот на алпските маршрути. Следниот ден ја возе верзијата со послабиот мотор со автоматски менувач. Впечатокот дека се жртвувани динамичките својства во однос на удобноста ми останаа. Сватив дека мора да се прилагодам и возев ноншалантно и во рамките на брзинските ограничувања. Тогаш ја сватив пораката на Citroen дека во возењето треба да преовладува удобноста и релаксираното чувство при патувањето. Само толкава релаксираност на мене лично има спротивен ефект. Со храбриот скулптурален дизајн, нагласената удобност и добриот избор на мотори, C4 Cactus покажува дека е подготвен да делува на сите пазари и за сите вкусови. Овој пат целта се повторно жените, а од посилниот пол фокусирани се метросексуалците, односно мажите кои бараат женска нежност, но во возењето. Во пресред на македонската премиера, која треба да се случи месецов, се уште не ни се познати цените за кои увозникот Автонова се бори да бидат попривлечни за домашниот купувач. BMW X3, 99% од собствениците никогаш нема да го симнат вон асфалтот. Па затоа BMW во неговото конструирање направи овоа спортско корисно возило да има манири и удобност и возни својства како лимузина. Тој има 3 програми на користење на возилото, економичен, комфорен, но и динамичен. Во сите тие 3 сценарија, како и да се одбере, се појавува поинаква графика пред возачот. Инаку, BMW X3 досега е продаден во повеќе од 1,5 милион примероци. Тоа е добар показател и гарант дека ова возило ги освојува оние кои знаат да ценат што е изглед, но и технологија. Новата генерација на X3 е наоружана со голем и долг список на електронски помагала. Пред се, тоа се електронските помагала фокусирани на безбедноста. Па така, во градски услови го имате системот за заштита на пешаците, кој благодарение на 3 типа сензори, ултрасонични, видео и радарски, да ја скенираат целото обкружување на возилото и сходно на тоа да постапуваат заштитнички и по патниците во автомобилот, но и по пешаците. Во BMW X3 е вградена и 3-та генерација на автономното возење. Тоа може да се користи и на автопат, но и во градски услови. Но мојот заклучок е дека од 3-та генерација на автономното возење премногу бара од возачот. Бара да се фокусира на мониторот кој е сместен на инструмент таблата. Бара секогаш неговите раце да бидат блиску управувачот, бидејќи ако 30 секунди не се рацете блиску до управувачот или на самиот управувач, тогаш системот се гасне. Но во градски услови интересно е доколку влезете во шемата на функционирање на овој систем, тогаш радарот ја извршува сета возачка работа за вас. Во сите сценарија на возење BMW X3 сериозно се однесува. Како што реков на самиот почеток, тој се однесува како луксузна лимузина на асфалтот, се разбира, и на автопат и во градски услови на возење. Но сепак ознаката X кај BMW пред номенклатурата означува дека се работи за спортско корисно возило.
X3 се однесува супериорно на асфалтиран пат. Но сепак тоа е спортско корисно возило и мене ме интересира дали X3 ги задржа своите перформанси и манири на теренот. Ние се наоѓаме на нашиот тест полигон, каде што најчесто ги тестираме спортско корисните возила. Сепак, BMW со неговиот X-Drive важи за еден од најкултивираните на теренот. Секако, BMW ви дозволува и доста забава за да се поиграте со управувачот. Возењето на неасфалтиран пат не е некој предизвик за BMW X3. Ние му подготвивме една специјална забава, а тоа е да ќе ги испробаме неговите алпинистички својства. Ќе го форсираме на агол поголема од 25 степени во искачување, а исто така ќе ги испробаме неговите можности кога ќе се спушта низ брдо. Исто така му приредивме една забава низ шума. Па да почнеме прво со забавата низ шума. Овој пат е тесен и низ него треба да се вози извонредно прецизно, бидејќи може да се оштети каросеријата од гранките. Тука ќе ги видиме неговите маневарски способности, бидејќи слаба страна на сите спортско корисни возила е малиот аншлаг на воланот. И еве, го првиот предизвик. Електрониката не опоменува дека сме преблиску, но ние поминавме без никакви проблеми. Ова е сосема добар успех за едно спортско корисно возило од овој калибар, бидејќи X3 со својата цена од тестираниот модел од 82.230 евра спаѓа во класата и на по-скапите и поголемите теренци. Но, да ги видиме какви се неговите способности на спуштање. Овој агол не е наивен, иако на нашата камера може би делува дека е премногу благ. Но нема потреба ниту електрониката да интервенира. Сега ќе одиме на вежбата наречена твистер, која ја усукува доста каросеријата и во одреден момент каросеријата ќе биде подпрена само на две тркала и еве, повторно, без никаква асистенција на електрониката, ние ги поминуваме теренските предизвици. Она што ми се допаѓа е при поголема брзина на макадам каросеријата се однесува извонредно зрело. Нема потреба од многу корекции на патот, а дури ако отидете во свиок со поголема брзина, тогаш се јавува мало пролизгување кое многу лесно се контролира. И јас ви ветив дека ќе одиме и на едно искачување кое е атипично за класата, но еве ме. X3 го помина во најдобар можен ред, без никакви пролизгувања и без никакви корекции на правецот. BMW X3 е комплетно возило. На асфалтот се однесува како лимузина, а на теренот како вистински теренец, не спортско корисно возило. Јас сум пријатно изненаден, а да бидам искрен и не очекував нишкако помал резултат на задоволството на возењето и на поминувањето на пречките кои ги подготвивме од X3. Претходната генерација беше исто така супериорна, а оваа генерација можам да кажам дека е уште подобро скроена, балансот е одличен и има извонредни манири, како што реков, и на асфалтот и на теренот.
Пак ќе се вратиме до една дилема која вели 82.283 евра. Таа цена е адекватна и на BMW X5, исто така и на поскапите конкуренти. Со оваа цена дури BMW конкурира и на најскапиот Porsche Macan. Но Porsche Macan ги нема овие теренски способности. Со дволитрениот мотор од 190 коња, потрошувачката на нафта е околу 9 литри, што е сосема оправдлива вредност доколку се земе во предвид дека поголемиот дел од километражата го поминавме во тешки теренски услови, но и на асфалт со педалата за забрзување притисната до металот. BMW X3 е супериорен во својата класа и можеби поради тоа и поради многуте електронски помагала, како што е автономното возење од третата генерација, но и другите електронски помагала кои се вметнати, а спомнати во претходните минути, ја оправдуваат неговата цена. Додека ја гледавте оваа емисија, нашата екипа веќе се наоѓа во Женева. Во следното издание на Автомагазин следува деталниот извештај од најнеутралната и највлијателната автомобилска смотра во Европа. Поздрав и пријатна работна седмица.